Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Николче Атанасов, менаџер на современо и технолошко напредно оранжерство и производство, Зорка Тодорова Младиновиќ, костимограф и моден креатор, и Весна Коцевска, травел блогер и туристички водич. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 10 минути, се враќаме во студиото и се разбира голем поздрав за сите вас кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5, а уште поголем поздрав за сите оние кои што не следат уште од рано изутрина, од 6:45 и сите заедно станете со нас до 11 часот. Имаме навистина интересни гости, малку поинакви теми ќе опатиме во овој дел од емисијата и верувам дека ќе ви видиме доволно забавни и интересни. Но најпрво да си ја поздравам мојата драга колешка Бисера. Бисера, добро утро пред гледачите и пред камерите, како си? Така, да се видовме ние позади камерите. Позади, да, си кажавме се. Да, си кажавме се и ќе си кажеме и во текот на емисијата. Добро утро до тебе. Добро утро до нашите гледачи кои првото утринско кафе го испија со цеца, или чајот, или какаото, или било кој ваш омилен напиток. Останете си до 11 часот, а направете си уште едно кафе, затоа што заедно со нашите гости имаме одлични, актуелни и интересни теми. Па уште еднаш да си ги најавиме, Цеца. Да, им посакам уште еднаш топло добри дојде. Виднаш до мене Зорка Тодорова Младиновиќ, која што е костимограф и моден креатор. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро е најдов. Мислам дека сте ни прв пат во студиото на Здраво Македонија, верувам не и последен. Прв пат сум кај другите сум била кај сите. Кај нас не сте биле? Да. Навистина не е во ред, ама добре, денес ќе се потрудиме да раскажеме барем дел од навистина богатата кариера која што ви имате и да го најавиме сето она кое што ви предстои. Благодарам. Веднаш до вас ние Николче Атанасов, кој што во моментов е менаџер на современо и технолошки напредно оранжерско производство. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам на поканата. Чест и задоволство ми е да бидам гостин кај вас и да си помоабетиме и да ги запознаеме и јавноста со она што го работиме. Да, бидејќи јавноста можеби повеќе те познава од ноќниот живот во Скопје, некако постојано мислев дека во таа улога ќе ни гостуваш. Но денес ќе имаме некоја друга тема со тема, но зашто да не споменеме нешто и за ноќниот живот? Така, да. Исто сум член во бендот Маршал и Тито. Значи се уште функционира тоа. Уште функционираме. Да, малце сме така на пауза. На пауза, да, од аспект што се посветив повеќе на земјоделиево, на модернизацијата. И така да и во наредна прилика ќе разговараме и за бендот, затоа што имаме нови планови, спремаме нов проект, но тоа во некоја следна прилика ќе ви раскажеме конкретно за што станува збор. Може, супер. Бидејќи денес навистина нема да имаме време да кажеме се, ама супер што вака што во најавата ни кажа се што ти се случува во животот. И веднаш до тебе ние Весна Коцевска, која што е травел блогер и туристички водич. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро најдов и благодарам за поканата. Баш ми е драго да бидам повторно ваше пријатно студио, секогаш убава атмосфера. Да, само што сакав да кажам дека помина, мислам дека повеќе од една година од последното ваше гостување. Мислам беше во мај минатата година. Да, епа ете добро, уште малку значи. Да, можеме некако да почнеме со вас бидејќи навистина дел од јавноста се подготвува за летните одмори, навистина е доста неизвестно оваа година што ќе се случува, каде ќе се оди, дали некаде воопшто ќе се оди зборувам надвор од нашите граници, пете кои се прашањата најчесто кои што вие ги добивате овој период? Кога станува збор за некоја дестинација, прво прашање дали е безбедно. Нормално поради се што се случува. А потоа кога подлабоко ќе се навлезе дали има НАТО база, дали во таа земја и слично. Но сакале, не сакале, веќе се знаете што се случува. Сепак плановите се одвиваат. Не се запира со тоа што можеби малку по различни дестинации се бираат. Например, се избегнуваат нормално оние кои се подалечни дестинации, кои имаат пример трансфер во Дубај, исто и туристите кои од странство, азијатите например кои доаѓаат во Македонија, ги одложуваат или откажуваат таквите тури. Има некој нормално, има компликации, не дека нема, но секогаш има избор каде да се појде. Да, мислам дека е комплексно прашањето да прашам каде може да се оди и каде е безбедно, но денеска во овој момент, ако некој ве праша каде може да оди, кои се дестинациите кои што вие ги препорачувате, мислам дека неодамна се вративте од Малта. Да, бев со македонска група како водич во Малта, а всушност требаше да одам во Кипар да се смена планот. И турата се откажа. Иако еве знам дека има постојано авиони, значи летаат и знам моментално луѓе кои што се баш овие денови во Кипар. Да.
Малта е една од најбезбедните, дефинитивно. Во моментов, се надевам така ќе остане. Да, и мислам и дека повеќе ќе се насочат кон европските земји. Би ги набројала секако Италија, Шпанија, Португалија, пример, а и нашите соседи Грција, Албанија за море, за летни одмори. Така е, на крајот од денот Македонија има навистина прекрасни места, Да. кои што можеме да ги искористиме. Нешто подоцна ќе споменеме кои се оние неправедно потценети дестинации кај нас. Да ве одмориме малку, би се рада да продолжиме со госпоѓа Зорка. Вашата кариера опфаќа над 5 децении креативно работење со костими за филм, телевизија и театар. Па сакам да прашам како се менуваше пристапот на модата низ годините? Имаме време да ви кажеме на половина час. Како да ви објаснам, јас сум една генерација повоена и созреав беби бум генерацијата, која веќе беше во 60-тите години и која почна да изискува и да сака да биде облечена поинаку отколку што е нормалното облекување. Тоа се случуваше во Европа, за жал кај нас беше се уште рано. Така да студиите ми помогна, мислам, да осозреам и да научам што е тоа мода, што е тоа костим. И некаде 68 година се вратив во Скопје и почна мојата, да речеме, кариера. Добро, почна порано, затоа што веќе година дена пред това имав еден игран филм Мементо, може би некој го гледал, со тема од земјотресот. Тоа ми беше прво искушение на филм. И после... Прво искушение. Да. Затоа што имаше многу подоцна. После почнав да работам во македонската телевизија, која беше единствена и беше многу песна за работа. Имавме шнајдерско оделение, имавме се што ви беше неопходно, се што ни беше неопходно за работа и нормално убаво се работеше, многу се снимаше, многу драми, многу телевизиски филмови, многу серии, новогодишни, забавни, народни, немаше што немаше. Мислам, и сите работеа со голем ентузијазам од забајле до вечер, мислам, немаше работно време. Нормално во телевизија нема работно време, не? Така е. И така, па после, мислам, истовремено почнав да се занимавам и со мода, бидејќи моите студии... Тоа е тесно поврзано. Да, поврзано и од малечка живеев со многу шнајдерки шивачки, мајка ми исто добро шиеше, студиите ги завршив во Париз, имав можности да ги гледам најексклузивните модни ревии на сите најпознати модни креатори во тоа време, така да бев подготвена да се фрлам и на тоа поле што беше кај нас почеток, да речем. И така првата ревија ја правев во Астибо, се уште не беше Астибо, 68 година, се уште беше Македонка. И така, другата година со Нонча Камишова, па после имав доста самостални модни ревии. Се создаде и мојата фамилија, па што да ви кажам. Па имаше филмови, го снимав, бев костимограф на филмот Джет, на Истрел, на Исправи се Делфина, Тетовирани, па после што беше Црвениот коњ, и така натаму мислам, па после со Милчо Манчевски, па многу филмови имам, така да и на крајов, еве, чудо беше, на 80 години ме повика пак да работам на филм и бев костимограф на филмот Утре наутро и серијата на Јани Бојаджи. Филмот веќе се проектираше. Кога сме веќе кај филмот, само да ве поздравам од Ирена Илиевска, во моментов не гледа и речам многу да ве поздравам. Ирена, поздрав за тебе, бидејќи не беше Благодарам многу. Она е една од главните улоги. Да. Во недела навечер почнува и серијата, мислам сите ја очекуваат, затоа што кај нас на вистина нема ништо од тоа што некога се работело и мислам е многу жалосно. За мојата кариера помина, ама младите треба да работат и да осознаваат
Да сметате дека немаме доволно модни креатори кај нас, бидејќи еве на пример ние во Здрава Македонија имаме доста од вашата тела кои што има, не велам дека нема. Кај работат тие креатори? Индивидуално веројатно. Јас кога некаде 80-та година се вработив како моден дизајнер, креатор во Созете Интекс. Тоа беше една асоциација што држеше 25 фабрики. Да. И мислам, можам да не е тоа за фалење. Во 15-тина од нив работев, правев колекции за производство. Правев колекции што после се продаваа на југословенскиот пазар и надвор. Што можеа да се најдат по нашите продавници. Што може денеска модните креатори да работат кај нас? Ние немаме текстилна индустрија, имаме лон производство. Тогаш немаше школи во Македонија. Мислам, ја се занимавав и со просвета работев. Така. Како професор на академијата за ликовната академија. После работев на фонд, па на технолошки факултет, каде што создававме модни креатори. Што повеќе создававме модни креатори, помалку имаше фабрики, се затвара и нема кај да работат. И сега, сем тоа што Fashion Week недела, мислам, модна ја има, нема ништо друго. Да, ќе споменаме нешто за тоа. Има таков еден Fashion Weekend што се случува и во Штип, но апсолутно ве разбирам и верувам дека многу е различно од вашето време и денес. Да. Ќе зборуваме повторно за модата, да продолжиме само малку со Николче, да ни објасни што значи всушност неговата работа, како функционира едно современо оранжериско производство. Наједноставно да ни објасни. Види, целиот свет иде напред. Модернизацијата е процес што е неизбежен. Така и во земјоделието. Тоа е еден контролиран процес, каде што растението буквално од семка до берба се прати комплетно. Значи, тука станува збор за контролирани услови. Не зависиме само од надворешните климатски фактори, туку условите сами ги создаваме и сами ги контролираме. Значи, тука имаме, особено за нашата оранжерија, која што направивме на модернизација, каде што ние не садиме на земја, садиме на специјални перници и коцки, субстрат од камена волна. Добро. Тоа е специфично, да. Да, специфично. Знаеш, обично луѓето кои ќе ме прашаат, што работиш, земјоделие. Сите одма им оди мислата на мотиката на рамо и копај. Не, кај нас е сосема поразлично. Буквално нашата оранжерија е современа, внатре кој ќе се влезе, си има чувство дека си влегол во аптека, толку е чисто, средено и убаво. Значи, процесот се следи буквално секој процес. Имаме сензори за влага, сензори за светлина. Буквално се што му е потребно на едно растение, сите нутритивни вредности се следат од почеток до крај. Имаме едно централно наводнување, систем капка по капка, хидропонски систем, каде што буквално дозираме на растението онолку колку што му е потребно, ни повеќе, ни помалку, пошто кога се сади на земја, не знаеме што има во таа земја. Многу ретко кај нас се прават оние испитувања на земја, слоеви надоле. Тоа е многу ретко во нашето земјоделие. Ние тој проблем го немаме, затоа што буквално сите нутритивни вредности ги регулираме и знаеме точно дали доматот или краставицата, зависи што ќе садиме, точно знаеме внатре што има. Правиме редовни анализи, праќаме примероци во реномирана компанија во Холандија, каде што се испитува точно. Они назад ни враќаат рецептура по која што ние го водиме процесот, буквално. Таа рецептура што ја добиваме од компанијата од Холандија, буквално ја внесуваме во компјутерот и по таа рецептура се водиме, за да извадиме совршен продукт. А колку сега новите технологии влијаат врз квалитетот на производството? Види, целиот процес се прави баш во таа насока, да добиеме подобар квалитет и поголем квантитет. Зашто нормално кога го се води тој процес, кога комплетно знаеме што има во тоа растение, буквално нема импровизација.
се знае точно колку сулфати, колку нитрати, точно оние ѓубрива што се дозираат, ни повеќе ни помалце. Буквално вадиме совршен продукт каде што исто на тој продукт правиме анализи да видиме што е и како е. И тоа што го продаваме што го пласираме на пазарот, знаеме дека е со врвен квалитет. Така. И добро за здравјето на луѓето. Само кај нас се пласира или и надвор на нашата држава? Па јас преферирам кај нас да го пласирам затоа што мене ми е жал наш продукт да излезе надвор од границите, затоа што македонскиот производ буквално можам да кажам дека е најквалитетен, еден од најквалитетните во светот. Значи ова поднебје што го имаме, тоа сонце што го имаме, ние имаме 260 дена имаме сончеви денови. Така да ова сонце, ова вода што ја користиме, буквално земјоделието кај нас треба да цвета. За жал не е така. Но се надевам дека ќе биде во иднина дека свеста на луѓето ќе се развие повеќе и дека ќе се насочиме во тој правец, да се развие земјоделието. Има ли млади Николче кои што се занимаваат со современо оранжерство? Така, за жал нема. Земјоделието кај нас се уште се мисли дека е оној примитивен начин на обработка, како што спомнав, нема, но тоа е резултат на тоа што нема доволно информации. Така е, не случајно си ова утро тука. Така, повеќе да запознаеме јавноста и генерално сите земјоделци кои што го практикуваат одној традиционален начин, дека кажам, на работа и веројатно не се многу запознаени со сите овие нови модерни технологии. Не се многу запознани. Јас и на почетокот, јас веќе се занимавам со ова околу 8 години. Сосем случајно влегов во производствениот процес, но ме интересираше. Сакав да научам, сакав да видам што е, како е. Почнав да истражувам, да гледам што треба, како треба. Воспоставив контакти со луѓе од други европски земји што веќе го работат ова, што функционира беспрекорно кај нив, иако нашите услови се многу подобри, многу може полесно да го сработиме сето тоа. Почнав да истражувам, договарав со станоци, барав понуди од компании што го работат ова, буквално така да се надградував и стигнавме до ова ниво да направиме една оранжерија што можам да кажам дека на регионов на Балканот е една од најдобрите. Да, секоја чест. Дали твоето семејство и вашата оранжерија е единствена во Македонија или не? Зборам модерна. Така, има уште неколку оранжерии од ваков тип, но мислам дека се уште треба да се направи некој апгрейд. Има мерки, има фондови кај што може да се аплицира. Ние исто така аплициравме во ИПАРТ фондот, добивме грант. Се надградуваме, така да мене целта ми е да стигнам до едно органско производство. Се уште не сме, нема никој во Македонија моментално од типот на домати и на краставици. Сакаме да стигнеме кон тој правец се движиме и за многу брзо време ќе го достигнеме и тоа. Тогаш буквално имаме еден совршен продукт што ќе ми биде чест и задоволство да биде пласиран на пазарот во Македонија. Да, одлично. Ќе зборуваме уште за сето она кое што во моментов го работиш. Ќе се префрлиме на туризмот, бидејќи кажа земјоделството не ли цвета многу, ама што се случува со домашниот туризам? Дали тој не цвета? Јас секогаш кажам дека цвета. Цвета, но секогаш веројатно може и подобро. Да, секако може подобро. Например, да се оди повеќе на квалитет него на квантитет. Интересно е што можам и да се надоврзам на темата со земјоделието, уствари и светските трендови како се движат. Може да соработуваме. Да дојдат туристите да се собираат домати, краставици. Затоа што баш руралниот туризам и агритуризмот не се нешто ново, но стануваат се поинтересни. Морам да кажам, ево конкретно за руралниот туризам, не е ново кај нас, 100 години го има, можам да кажам, со паузи нормално. Да. Всушност така тоа почнало кога холандските туристи почнале да доаѓаат во Охрид и во Македонија. Знаете ли како почнаа да доаѓаат? Да, имам баш рил за тоа објавено на мојот Инстаграм профил. Се започнува со книга на холандски писател кој што престојува во Охрид, живее во Охрид подолг период и пишува љубовна приказна. Да.
Ние ги викаме охридските роми, Јулија. Да. Додека пишува приказната, тој ги опишува и местата, локациите, цркви, езерото, планините и холандските читатели кои ги читаат неговите книги, сака да ги видат местата кои тој ги спомнува. И така почнуваат да доаѓаат во Охрид. Да. И пред едно 15-16 години повторно започна да доаѓаат во голем број. И повторно најпривлечни им се баш тие активности. Поврзано со земјоделие, поврзано со агритуризмот, да го видат она автентичното, она што кај нив веќе го нема и во многу други земји го нема. Они се и свесни на условите што ги имаме тука. Во Холандија го нема тоа сонце како што е тука кај нас. Ја нема тоа вода за пиење. Они се свесни во сето тоа и затоа ги интересира, гледа што се случува. Исто ке се надоврзам, баш и ние фамилиарен бизнис што имаме во Штарство, инако работиме со земја. Бевме баш во Холандија. Ето, како соработка беше, исто преку влада беше организирано, баш посетувавме во Холандија такви современи производители на овош и зеленчук, но кога ќе споредиш за некои работи, стварно кај нас не искористуваме се ми се чини. Тие немаат сонце. Се гледа ево дрвото како е кроено, како ги кроиме ние, таму нема сонце, кај нас има сонце, има разлика и повеќе производство и се. Тоа се стварно работи кои што во туризмот конкретно може да се искористат и да се надогради со земјоделието. Да, апсолутно. И во Скопје исто. Живеат многу холанѓани, особено на повисоките места. Да. Матка. Па немаат планини тие. Кај нив највисокото место е 300 метри надморска висина. Да. И нашава природа, комбинација на планини, реки и езера, за нив е екзотично, за нив е рај. Да, навистина. Вие знаете кога сме веќе кај Македонија да ни предложите места. Кои може да се посетат во овој пролетен период? Топ 4-5 дестинации. Се неправедно запоставени, како што кажете. Па да, не мислев на градовите, туку на руралните делови. Па прво место кое што ми доаѓа на памет кога ќе се спомни недоволно искористено, за жал е Преспа. Навистина природни убавини, но туризмот порано бил многу поразвиен него што е денес. Звучи чудно, ама така е. Но има и многу други места. Имаме многу неискористени места, посебно во Источна Македонија. Ева Струмица да ја земам за пример. Не затоа што секој ми од Струмица, но има едни од најубавите манастири, планини, водопади, значи бањи. Има многу да се искористи, се користи, но не доволно. Има навистина потенцијал да се развива туризмот. Обично повеќе туристите се ориентирани Охрид, Скопје и она што е измеѓу и практично е од една страна, затоа што кога се примери на недела во Охрид, далеко им е до Струмица. Но се организираат и такви кружни патувања, каде што се посетуваат повеќе места и имаат можност повеќе да видат. А за овој период баш пролетта е најубава, баш за природа, повеќе планините, така руралната средина, некоја бања да се посети можеби. Имаме многу содржини, навистина. Некои луѓе викаат нема, но не истражи доволно. Ако се истражи, мислам дека. А ве прашуваат ли за најефтините дестинации? Сега повеќе сум по оние луѓе кои што немаат доволно финансии, сакаат да одморат, ама да одат надвор од нашите граници. Сега Грција добро секогаш ни е велиме најблиско, но постои ли друга дестинација каде што не мора да се потрошат многу пари, а да се одмори? Па вака, јас секогаш викам, искористија секоја можност што ја имаш да патуваш. Некојаш луѓето ми викаат треба да имаш можности за да патуваш. Навистина е така. Но исто ако се истражи или се побара совет или некој бил да се распраша човек, има места каде што не мора да потрошиш многу пари. А барем да одиш неколку дена, една недела или сега како што е тренд, не се оди на 2 недели одмор, се оди неколку пати во годината по неколку дена. Во однос на море мене секогаш прва ми е Албанија. Затоа што и до Охрид ни е поблиску, една причина, но и стварно има места кои се прилично скапи, но има и многу пристапни места. Ево и Малта, ја спомнавме да ја земам за пример. Малта, кога бев првиот пат, мене ми изгледаше многу скапо, ама сега како што се кај на сцените, сега истражено. Реално дури ако споредам сувенири па и ресторани, многу поевтино во однос на други европски земји. Да, јас сум била на Малта, не е толку скапо. Да, има и многу поскапи нормално, но има и други земји кои што стварно се пристапни, но исто така во една иста земја има многу скапи и има не толку скапи места. Само да се испланира добро буџетот.
Дали ќе се оди сам во своја режија или преку агенција, има убави понуди, навистина, кои што се пристапни. Да. И може да ги прашаме госпожа Зорка и Николче за омилени места во Македонија? Јас ја познавам доста добро Македонија. Верувам. Да. И сега имам забелешка, од кога почна веќе да се зборува за туризмот во Македонија. Имаме толку убави манастири, а никој не направил програма за странците да ги запознаат тие манастири. Едно патување само по манастирите со водич и странците да осознаат што се има во Македонија. Весна, има? Какво богатство. Има ли таква тура? Добро, Не. може би не знаете затоа што ова се пласира директно на туристите, не во Македонија. Да. Но има и такви дури манастирски тури со холанѓани, англичани и други Каде ги туристи. водите? Да, тоа се како кружни тури во Македонија. Некои не се само за манастирите, но многу најважните манастири се вклучени, како Бигорски, и дури Струмица, ете Водоча, Велјуса, се оди Свети Наум, неизбежно се разбира. Најчесто се тие манастири, но зависно од програмата и зависно од групата, зависно од старосната категорија, дали се со пешачење, дали пешки. Например, и некои цркви, ево Радожда да е зами Пештерската црква, например. Значи, јас мислам дека странците повеќе ги посетуваат него македонците искрено. Македонците за празник или некои баш попознати. Јас сум изненадена од помлади луѓе кога ќе слушам дека никогаш не биле во Свети Наум. Мене ми е шок. Мене ми е задолжително во училиште да ги однесат, Охрид, ами Свети Наум, пример. Да. Како едно од местата, да. Ете, госпожа Зорка, мислам дека сега окей сме. Па не знам, не сум сигурна. За мене тоа е малку. Малку? Малку, затоа што се прават специализирани групи на Запад постојат, што имаат маршрута каде и што да видат. И сигурно постојат, знам, на Запад постојат такви луѓе што имаат желба на тој начин да патуваат. Да. А ние не сме има возможност. Добро, ете една конструктивна критика за... Да. Но и за Сите оние кои што го родителите. работат. Но и за родителите, затоа што често еве со Весна се согласувам. Ќе дојдат летните одмори, трчаме во Грција да ги носиме децата наместо во Охрид, да се видат цркви наместо во Преспа, Маврово и така натаму. Така што за младите родители, а старите родители па и за повозрастните и за пензионери поготово на Запад и што дочекале да шетат и да осознаваат, за нив ништо не сме направиле. А тие патуваат секаде. Специализирано на одредени места за да осознаат и да за домашните. И понатаму да се едуцираат. Да, добро. Тоа го нема кај нас. А кој ви е вас омилено место, не ни кажавте? Во Македонија? Да, или места, ако не можете. Па не знам да ви кажам, јас сум потекло од Кавадарци, да речем. Од 4 години сум излезена во Скопје. Македонија со мојата работа по фабриките, по филмовите, ја запознав цела и си ја сакам целата Македонија. Меѓутоа, нечистотијата, неуредноста, нечистотијата и по кафанчињата кога се седнува. Мислам, сето тоа е толку болно и толку сме назад од се што се случува, да речеме, во Европа, да не одиме подалеку. Да. Што да правам? Критикувам. Добро, вие сте само искрена и реална и си го кажувате вашето мислење, став и тоа е апсолутно секогаш добре дојдено. Многу често да речеме во Маврово, сите тие места околу езерото се преполни со ѓубре. Преполни се со ѓубре. Поготово по некои празници што се. Да, и замислете, одиме од Охрид до Бигорски и попат што гледаме. Приубави езера, ама ако го игнорираш она што не сакаш. Еве во Охрид, например, одам на Горица. Олгица сега се вика, нели, плажата. По 2-3 дена не доаѓа да чистат. Но тоа е свеста кај луѓето. Тоа е свеста кај луѓето, нели, не е само... Тоа сакам да кажам. Не е само надлежните. Сакаме. Меѓутоа не се доволно не се трудиме да овозможиме што и како треба да биде. Не си го сакаме своето, се вика тоа. Да. Николче? Имаш некоја критика или омилено место во Македонија? Јас сум повеќе фокусиран на источниот крај, пошто и работата ни е таму. Нашата оранжерија е во Кочанскиот крај, се Одолни Подлог.
Мене и работата буквално ме носи натака. Да. И патувам, јас живеам во Скопје, патувам скоро секој ден или секој втор ден. Брзо се стига и по пат буквално целиот источен крај го гледам, го шетам, па знам да застанам, ќе видам земјоделци на полето, знам да застанам, да си направам муабет, буквално ме интересира тоа, веќе сум навлезен во тоа и убаво ми, интересно ми е. Дури се зафркаваме со сопругата и викам, спремај се, ние ќе бидеме меѓу првите што од град се вратиле во село. Зашто да не? Мислам дека се повеќе луѓе, а и млади го практикуваат тоа. Не би биле први единствени, верувај. Јас поготово, знаеш ти, сум пораснал во ноќниот живот во Скопје, по улиците, по градот. Изморен сум веќе. За жал, воздухот е загаден, како што зборевме, хигиената е на ниско ниво, се надевам дека ќе се поправи тоа сето. Сите само се надеваме некако. Гужвите, метежот во градот, буквално одам се во тој правец да се повлечам од градот, да одам во село. Не знам, ќе видиме во иднина, можеби. Зашто да не? Сега за сега ни требате во Скопје, бидете тука. Така. Господја Зорка, имаме уште малку време таман до рекламите да споделиме за она кое што ви предстои. Вашата улога на Fashion Weekend Скопје 2026. Епа, што да кажам, спремив една книга, Облеката и модата од праисторија до денес. Тоа е една книга. Се уште не излезена, така? Она е компјутерски, дигитално веќе готова. Готова, добро. Да. И сега имаме некои настани на Fashion Week, на неделата на модата и пред това во литература МК со Rotary клуб, за да ја представиме книгата, бидејќи има над 800 илустрации, 370 страни, доста е, издавачите вела дека е доста скапа, се нема средства и така натаму. Сега, Rotary клуб на општина Скопје се нафатија да соберат средства. Браво. Собираат донатори и во сабота во просториите на Арсламина, литература МК, во Дајмонд, ќе се направи една таква средба, ќе има проекција на книгата и ќе собираат средства. Сега, што е најубавото во тоа? Мислам, прв пат може би се случува такви работи. Они решива, мислам, нормално јас се согласив и се радувам на тоа, дека поголем дел од книгите ќе бидат поклон за студентите што студираат мода. Браво. Да. И тоа е затоа, навистина убаво. да, сите се ангажирани да се соберат тие средства, не се многу за печатење, бидејќи книгата е веќе готова, за да можеме да поклониме, да подариме книги на оние што сака да се занимаваат со мода. Мислам и што веќе се спремни, што се завршиле или студираат мода. Колку време ја подготвувавте книгата? Цел живот. Цел живот, па да, верувам. Па што да кажам, мислам, од кога почнав да се интересирам за мода, за облека, за костимографија, имав можности, бидејќи студирав во Париз, студирав и работев, имав доволно средства, купував книги, мислам, се интересирав. Имав добри професори на факултетот и во Белград и во Париз, така да ме инспирира и јас да почнам да се занимавам малце теоретски со што е модата, што е облеката, што е така натаму. И од нивните предавања, од тоа што читав, од тоа што собирав литература, ја направив таа книга. А што е потешко да се направи еден костум за лик во театар или на филм или модно парче за секој ден? Па исто. Исто тешко. Знаете што? Кога имаш искуството? Костимот за театар или за филм е наменски. Точно знае за кого и што треба да представува. Да, која Вие го улога креирате ваша идеја или тоа во имате насоки? Това има не насоки, него првин го чита сценариото. Мораш да осознаеш што сака режисерот со филмот да покаже. Така. Што се карактеристика на ликовите, што тие работат во филмот. Треба да го уклопиш костимот за гледачот кога гледа да верува во тој лик.
Гледате сега во недела серијата почнува. Добро утро Македонија, ќе видите, мислам. Современи костими се, ама сепак ликовите се диференцираат, различни се. Бев на промоцијата, така да, кој гледавме, бидејќи Ирена ни беше гостинка. А додека за облеката, овој модниот креатор, мислам дека и денеска тоа постои, има насока во што во модата е модерно и што се носи и што ќе се носи. Модата се прави однапред, година дена. Ајде сега, што ќе се носи? Бидејќи го спомнав тоа. Што оваа година ќе се носи или оваа сезона? Нека чипката се врати сега во мода. И фармерките, така ми кажа од бутик Дона тие што ме облекуваат, зема чипка тоа сега се носи. Јас не претам многу да ви кажам, затоа што денеска модата се менува на секој саат. Не можеш да знаеш што се носи и како се носи. Така. Имаше правила порано, мислам, ние правевме и овај текстилен информатор, каде што однапред, бидејќи јас патував на тие сајами и припремав индикации што ќе се носи следната година и тие информации ги дававме на нашите фабрики кога постоева, да речеме. На времето. Денеска секој индивидуално работи, така да не знам што да кажам, мислам. Меѓутоа, екологијата влегува во модата, тоа е многу интересно и луѓето осознаваат во целиот свет, не само кај нас, дека не треба многу да се троши на мода, дека треба да се искористи она што е старо, затоа што секој производ на секој текстилен производ кошта многу ѓубре прави. Да, ќе продолжиме нова тема, госпоѓа Зорка. И после тоа има многу ѓубре и така натаму. Многу сте критички настроено во утро. Стравме да ве прашам како сме ние облечени, ама сега ќе ве расположиме на реклами. Значи имаме една мала пауза, почитувани, потоа се враќаме во студиото.